Господине Бојаджиев, вие работевте со оскаровецот Џонатан Дем, а сега работите на најновиот филм на Столе Попов. Може ли да ни кажете, да направите една споредба, како е да се работи со двајцата? Па, двајцата се по нешто многу слични, и двајцата се стари искусни режисери кои што си ја знаат работата, така да соработките со двајцата беа на тоа ниво, мислам, професионални и си теча одлично, затоа што имавме слична идеја и вкус за тоа што треба да се направи за филмот, така да кога тоа има баланс меѓу композиторот и режисерот на таа тема, значи сличен вкус за естетика, за звук, за слика, полесно оди се. Така да убаво функционира со двајцата. Нудите една нова музика, и тоа во соработка заедно со Виджеј Видбит, Да. не се лажам. Што е новото? Што е новото што го нудите? Па мислам со него дека има еден интересен концепт, он визуелно е многу оригинален во изразот, има работи со 3D мапинг, така да значи просторот на една 3D ниво го третира. И музиката која ја презентирам, значи мојот сет ќе биде составено доста од амбиентална, но и од клубска, така да ќе има една аудиовизуелно патување, мислам дека ќе биде за сите. Значи не само на журка ќе одиш да играш, туку и малце да те натера да размислуваш на некои теми. Да. Вие сте добитник на наградата Мајка Тереза. Да, денес треба ми ја врачат за тоа и брзо. Така, што тоа за вас значи? За хумано се работи? Да, па многу ми значи затоа што прво голема почит имам кон Мајка Тереза, второ така неочекувано ми се јавија дека тоа признание ќе го добиам и баш пријатно ми изненадија, затоа што не знам, верувам во верувањето на Мајка Тереза, така дека ми е како некој символ на нешто убаво и хумано ми била секогаш, така да секако големо задоволство ми е. Да. Вие живеете во градот кој што никогаш не спие, живеете во Њујорк. Да. Нешто ново, нови концерти. Па следната година, до крајот на оваа година немам ништо испланирано, значи што би работел бидејќи сум зафатен со овие филмскиве проекти и студиска работа, имам доста да завршам кога ќе се вратам сега. Но следната година секако ќе најавам некои концерти, можеби и тука и таму сигурно. Фала ви многу. Фала и на вас.